Почитувани гледачи на М-нет телевизија, ново издание од спортскиот магазин Трибина, кој што од самиот почеток го посветивме на македонскиот спорт. Во ова издание разговарам со Жикица Ивановски, ултрамаратонец од Штип, за сите предизвици во неговата кариера од самиот почеток до самиот крај, меѓутоа ја најавуваме Струмина трейл кој што се одржува предстојниот викенд. Најпрво благодарност до вас за одвоеното време и за гостувањето да поразговараме малку повеќе околу целата ваша кариера и тоа што практично ќе се случи во овој викенд, а тоа е Струмина трейл. Благодарам за поканата. Почетоците на вашата кариера, желбата за ваков, јас би рекол специфичен спорт, ултрамаратонец, долги патеки, од каде се пројавува желбата за трчањето и на практично кога стартувате? Па првично немам некоја тркачка позадина, освен тоа што сум тренирал фудбал. Меѓутоа додека студирав во Скопје се бавев со алпинизам и на некои обично после завршување на тренинзи правевме некои истрачувања за растаретување на мускули на раце и таму запознав пријатели како Трајче Панковски, Марин Стојановски и тие ме поканија да одиме на Фрушкогорски ултрамаратон кој се одржува во близината на Нови Сад, тоа е, да речам, нивна планина, така. Фрушка гора, која што има висина, мислам, до 700 метри највисока точка, дека. И како ми дојдеха предизвик, рекоа има трка од 103 километри, ќе одиме, ќе ја пешачиме и успешно ја завршивме таа приказна и од таму почна многу работи после. Рекреативно исто си возев велосипед, почесто и правев некоја пауза до 2010 година, каде се решив да пробам прв пат на Скопски маратон, успешно го истрачав и од таму некако почна после тие следни трки кои што беа Лаваредо, Фрушка гора се навраќавме неколку години, одевме во Бугарија на некои трки, Персенг, Витоша и тоа беа, да кажам, тие почетоци. Ако направиме сублимат на сето ова на овие години, која може би потешката патека која што сте ја поминале? И која што било практично најтежок предизвик за да се соволда? Тешка можеби најтешка можеби беше првата 100 мили во 2014 УТМБ, дека искрено немав ни познавање како ќе изгледа тоа и тоа мислам дека беше најтешко и беше предизвик да се финишира на УТМБ. Како всушност изгледаат ни подготовки за еден маратонец, ултрамаратонец кој што треба може да истрчи над 100, 150, 160 километри? Колку време е прво потребно за да се подготвувате и што на практично како изгледаат подготовките за да стигнете и физички, меѓутоа и психолошки притисок кој што можеби се создава за време на самата трка? Доаѓате можеби до 120 км сушнувате уште 30, па притисок дали може да издржите, дали нозите ќе го издржат целиот тој притисок, како изгледа сето тоа? Па претежно терените на кои што се трчаат тие планински ултрамаратони, нели се подразбира дека се на големи висини со страмнини, со тежок терен. И ние имавме доста искуство од претходно од планинарење, од членови на Мак Петрол бевме тогаш, доста активно планинаревме, да кажам секој викенд одевме некаде на планина и зимниот период претежно ги правевме тие тури во снег со тешки ранци и исто така овие ултрамаратони вклучуваат и доста пешачење, да не сванат луѓето дека тоа исклучиво мора да ги трчаш тие. Значи има делови каде што подобро е да одите полесно и побрзо ќе поминете тој дел по некој стрмно угорни отколку да трчате. И со тоа наше искуство од планинарење мислам дека тоа беше една супер база што ја имавме и затоа и бевме, да кажем, успешни. Ние не бевме некои, да кажем, конкуренти за подиум, ние одевме чисто од желба да ги завршиме тие трки, да уживаме во пределите кај што се трча и да се дружиме. Сега кога зборуваме за сите тие, за целата таа патека, кога прв пат практично ќе се пријавите на некоја трка, кога за прв пат ќе дојдете, нели да се надпреварувате, има ли можеби некое
не знам, информации, упатства за да се информирате, за да видите каква е самата трка со цел или да се подготвите по-добро, особено на кој предел од трката или колку километри се може по рамен терен, колку се, не знам, планински предел кој што е по-карпес, можеби и слично. Да, па обично пред трка и самиот организатор дава насоки, информации за делови од патеката кои што можеби се тешки, треба се биде повнимателен од аспект на безбедност. Исто така секоја таква трка си има свој висински профил, па најчесто тоа е како некоја точка од која што тргнуваме според искачувањето, според висинскиот профил, колку има искачување, спуштање и тие се некои основни работи. И сега од аспект на опрема која што е задолжителна и која што е препорачлива, а не е да речеме задолжителна, што на што треба еден ултрамаратон за да го поседува како опрема? Па зависно од трката, нели, од временските услови кои што се очекуваат за време на трката, самиот организатор може да ја модифицира таа задолжителна опрема. Така што најосновно за сите тие планински ултрамаратони кои што се одвиваат на големи висини се астрофолија или кебе за спасување, непропуслива јакна, обично се бара целото тело да биде покриено со облека, да нема голи делови, некој се бараат и непропусливи панталони. Од препорачлива опрема би ги спомнал штеки за пешачење и тие се некои основни работи. Храна во некоја количина, исто течност во некоја количина да имаш и тоа. И сега ако зборуваме за некоја трка која што можеби од 150, 160, 200 километри, кој е вашето најдобро време на некоја долга патека? Пред да започнеме да анализираме малку подетално, што практично се случува на самата трка? Кој е можеби успех кој што барем за сега ви е гордост, сте направиле некој поголем успех кој што ви е значаен? Па можеби таа 2014 првото УТМБ, односно второто, бидејќи 2012 бевме со Трајче Панковски, но поради невреме се скрати трката на 105 и 2014 мислам дека ми е како за мене мислам горд се осеќам на тој резултат. За помалку од 32 сата часа успеав да го финиширам и таа беше првата моја трка од 100 мили. Инаку после тоа имам да кажем и побрзо време на 100 мили, но се е релативно во зависност од теренот, може теренот бил полесен и сите тие работи. И сега ако зборуваме 100 мили, кога ќе започнете со самото трчање, предпоставам дека за време на самата трка се соочувате, како што претходно спомнавме, со различни предели од самата трка. Предпоставам треба промена на патеки. Што на клучна разлика е конкретно за патеките кога зборуваме, што е различно за рамен терен, за карпес предел, колку пати се случува да промените ни патеки за време на трка и колку тоа одзима време? Па обично тие трки се поделени, да кажем, на два дела во каде што има некоја средишна точка која што е како некоја база каде што пред самиот старт може да доставите до таму некој дел од опремата, како патики, облека и таму може да си ги промените тие. И обично повеќе од еднаш не се случува се променат патики. И сега патиките за асфалт и за таков терен се малку поразлични, бидејќи овие се со малку подсврзгон, со поголеми крампони, со позаштитен надворешен дел заради удари од карпи, од корењи и такви работи. И обично на тај средишен дел се променуваат, да речем, патики, нешто облека може да се промени, чорапи обавезно и важно е добро да се третираат стапалата за заштита од плускавци и такви некои, да кажем, ситни работи кои што можат многу да влијаат во понатамошниот дел на ултрамаратонот. И сега од аспект на тие патики, колку патики може да се користат? Предпоставам дека има одредени километражи кои што практично може така да се изразам, ќе се поминат и се амортизират и веќе не се погодни за самата трка. Па да, обично
еден пар патики, да кажем, зависи од нивното експлоатирање, ама мислам максимум до кај 800 километри би биле, да кажем, после тоа би биле доста крути, може да настанат повреди, тука некаде мислам 800 и максимум 1000 километри со еден пар такви пати. И сега кога стартувате самата трка, започнувате од стартот и 100 мили или помалку повеќе нека биде, како практично изгледа да вие трчате сега, доаѓате до некој предел каде што рековте можеби ќе треба да се пешачи, предел каде што треба можеби да кога јадете како изгледа тоа, правите некое застанување од минута 2 3 5 за да ја земете таа храна, па продолжувате, како всушност одите до WC тука, како сите некои како пит стопови, претпоставувам има ли некои чекпоинти кои што треба да се стигнат за одредено време, ако паднете во задоцнување можеби ќе бидете дисквалификуван. Да, кој што спомена, има повеќе чекпоинти, на пример од трка од 160 км, да речеме има 10 чекпоинти и до секој од тие чекпоинти си има задолжително време до кое треба да стигнете, инаку и заради безбедност ваша и заради сигурност на организаторот ќе ве стопираат и нема да може да продолжите понатаму. Пунктовите обично се се опремени со течности, со храна потребни за завршување на таков ултрамаратон и обично на тие пунктови се задржуваме по 5-10 минути, некаде има топол оброк, чај, супа и после тоа продолжуваме понатаму. Дали има некој друг вид на одмор, можеби да прилегнете 5-10 минути да ги одморете нозете или не знам, можеби да користите одредена крема за самите нозе, можеби за стапалата за да ги опуштите за да продолжите посвежи. Па да, зависно од кога ќе стартува тој ултрамаратон, така неко си го темпирате и вашиот одмор, бидејќи голем дел од овие трки се трчаат ноќе, па постои голема шанса покрај една ноќ да навлезете и во втора ноќ, каде што обично настануваат најголемите проблеми со сонот, со некаде и халуцинации, умора и тоа е тоа. Кога се трче претпоставам дека трчате како во група, или се случува ли некојаш да дојде некој надпреварувач кој што ќе е доста понапред во однос на другите или доста поназад па да остане сам, особено во ноќен предел, мислам во ноќен период? Па да, бидејќи се работи за планина и за голема дистанца, голема е шансата и да бидете сами преку ноќта и дури преку денот, но обично се наоѓа некој со ваш сличен ритам на движење, па така може да се најде и друштво и тоа е најинтересниот дел, бидејќи запознавате луѓе од разни страни на светот, остварувате комуникација, потоа пријателство и тоа е тоа. И сега кога зборуваме за тоа ноќно трчање, претпоставам дека има некоја маркација која што е доволно јасна за да може да не залутате во погрешна насока да се движите пред се ако сте сами. Да, обично постои дневна и ноќна маркација, ноќната е обично со некои флуоресцентни делови за што полесно навигирање преку ноќта, но сега да спомнам дека веќе станува тренд и кај овие ултрамаратони да организаторот само да ви даде GPS трака и другото останува на вас. Вие треба да стигнете од пункт до пункт со ваша навигација, да кажам. Меѓутоа сега и доста олеснето, сите, да кажам, тие што одиме на вакви ултрамаратони, поседуваме како паметен саат, па можеш траката да ја ставиш во него но сепак бара добро познавање на теренот. Значи пак до некаде е уште еден дополнителен предизвик се тоа кој што го спомнавме за ден сам надпреварувач. Па да, тренд е како и во светот да се направи што поголем предизвик за надпреварувачите да биде што потешко. И сега од аспект кога зборуваме за сето ова кога ќе се финишира на ваков ултрамаратон, претпоставам дека поголем дел од овие во рамки на нашата држава се под некоја меѓународна капа која што се бодува, па тие бодови се можност плюс за во развој на вашата кариера. Ако има некое меѓународно рангирање, каде ќе бидете сместени вие?
Па да секоја трка што ја трчаме и сега и овде во Македонија и надвор од Македонија се под капата на ITRA, International Trail Association, и секое завршување, успешно завршување на таа трка носи одредени бодови, со кои бодови после да кажам имате некој ранкинг, па може полесно да влезете во некоја трка, дури ако имате доволно бодови, може и да добиете покана од самите организатори, да бидете учесник на тие нивни трки, да бидете ослободени од стартнина и такви работи. Моите бодови, мислам дека јас не ни водам толку евиденција за бодовите, не сум толку оптеретен со тие бодови, така да чисто тие се акумулираат со текот на годините, имате записи од сите трки кај што сте биле, си имате свој профил на ITRA, на нивната страна и тоа е тоа. И сега од аспект кога зборуваме за ултрамаратоните, каков е интересот сега во однос на 2007 година кога вие сте започнале? Има ли повеќе интерес денес во однос на 2007 година? Да, каде интересот станува се поголем и поголем, луѓето си бараат нови предизвици, сакаат да искусат нови нешта, пошто бидејќи ултрамаратонот е една не секојдневна работа, така што никој не би се нафатил, да кажем, сам да истрча ултрамаратон. Секогаш луѓето бараат во некоја организирана средина каде што ќе биде, каде што ќе може да се одржи. И покрај овие големи ултрамаратони се родија и доста помали трки кои што представуваат еден вид тренинг за тие големи ултрамаратони, и како во светот, така и кај нас интересот е се поголем и поголем. Кој е следен ваш предизвик кој што би сакале да го остварите, кон што стремите во иднина? Има ли некоја можеби трка која што се подготвувате во иднина да можете, ако можам така да се изразам, да освоите? Немам некоја конкретно сега трка, меѓутоа би сакал на една трка има во Италија, во долината на Аоста, која што опфаќа еден дел и од УТМБ, што е околу трката околу Монблан. Така. Трката се вика Tour de Giants, значи круг на гигантите или тако во превод. Така. И има разни должини, јас би сакал да се пробам има дистанца од 320, да пробам нешто поекстремно, поголемо и да видам како ќе се однесувам на таков. Која би била временската дистанца за да се истрчат тие 320 км, ќе биде навистина преголем предизвик? Па сигурно околу 100 часа, можеби малку повеќе. Претпоставам за тоа ќе треба доста подготовки. Да, тоа бара сериозни подготовки, бидејќи се движите и на висина некаде од 3000 метри, се искачуваат доста врвови, превои, се спушташ во долини. Што на како рутина го правите најчесто пред една голема трка, не знам, ден-два пред сама трка или можеби неколку часа пред да започне трката? Имате ли некоја рутина со која што можеби се релаксирате, можеби со слушање на музика, четење на книга или едноставно што го правите најчесто за да бидете успешни на самата трка? Најдобро е да се биде наспан и одморен за овие трки, бидејќи престојат, како што кажав, непроспиена ноќ, многу време сте на нозе и најдобро е да бидете одморени и наспан. Од аспект на храна, што најчесто конзумирате за енергија, за сила, како видна храна е препорачлива да ја конзумирате пред самиот надпревар, меѓутоа и за време на самите надпревар, но оние пит стопови кои што ги имате за да ја земете таа храна? Па секој надпреварач има специфични негови потреби. Мене генерално најчесто гледам да е некоја храна богата со јаглехидрати, најчесто сакам да јадам супа, чај, ако има некоја паста, ориз, најчесто таква храна која што ќе ви даде доволна енергија. И сега од аспект на тоа дека кажате дека сега с голем интересот, има ли кај младите интерес, во смисла да дојдат да ве прашат, да се консултираат со вас, да побарат совет како искусен ултрамаратонец, да ги насочите всушност во овој спорт, да навлезат подлабенски во овој спорт?
Да, и добро и тоа и што младите се интересираат, меѓутоа немаме некоја нели форма како преку средни училишта за да се вклучат што повеќе. Има млади кои што се заинтересирани, претежно тоа доаѓа, како да кажем, од уста на уста, ќе се слушне за некоја трка, ќе се пријават или можеби некој нивни родител е активен во овие спортови. И интересот од младите е задоволителен, се прават и неколку имавме исто проект преку трката во Охрид, каде што беше една трка беше исклучиво за генерации под 18 години, така што интересот очекувам и дека ќе расте, но потребно е да се вклучат и повеќе, да кажем, и спортските педагози, наставници по физичко. И сега од аспект на финансии, колку се потребни финансии за да се започне ваков спорт? Еве конкретно ако одреден пример, ако сакам да започнем во овој спорт, немам ништо од опрема, треба да набавам опрема, колку ете од прилика чинати ни патике, на опрема која што треба како дело, не знам, панталони кои што треба да ги користите, палто кое што нели ќе треба особено во некој зимски предел, ако треба да се помине, не знам, смарт-уач, ако треба да се земе паметен часовник, телефон претпоставам мора да има паметен со 100% наполната батерија кој што може и нема да издржи, па ќе треба дополнителна нели надворешна батерија. Колку сето тоа кошта за да може да започнете со еден ваков спорт? Па секое парче од опремата си носи свој трошок и исто како многу работи и цените на овие работи порасна, така што веќе да кажем и станува и скапо да се спортува, меѓутоа желбата не може да се мери со тие пари. Се од опрема, да кажем, патики би коштале некаде 100 евра, една јакна исто минимална цена 100 евра, челна лампа 50, од прилика би требале 400 евра минимално за да започне. Да. Меѓутоа може и да кажем и само со патики да се почне со некои добри патики и потоа да се надополнува таа опрема од година во година. И од аспект кога заминувате некоја трка која што е во некоја далечна држава, претпоставам дека тука дополнителен трошок и превозот, дополнителен трошок и сместувањето таму, плаќањето на котизација за да се настапи, сето тоа е уште еден дополнителен предизвик да се обезат и финансии. Да, трошокот исто за стартнини веќе сите трки веќе станаа доста скапи, самото учество на тие трки е скапо, исто така превозот, сместување до таму си бара одрекување од некои работи, насочување на тие средства кон работите кои што ги сакаш. Предстојниот викенд во Штип во неделе Струмина трейл, трка која што си ја продолжил традицијата од година во година. Што на оваа година што ќе биде, каков е интересот во однос на претходните издания? Имаме ли повеќе пријавени учесници и во машка и во женска конкуренција? Да, оваа година мислам дека имаме најмногу пријавени учесници до сега. Интересот е голем, бидејќи трката е, да кажем, доста е атмосферата е доста пријателска, луѓето се убаво расположени. Исто се работи за последна ваква трейл трка во календарот кај нас во Македонија и многу луѓе сакаат со Струмина трейл да си ги финишираат тие годишни активности. Имаме пријавено над 220 учесници, мислам дека ќе има уште 10-20 кои што ќе се пријават на стартот и мислам дека сите ќе уживаат, очекуваме добро време, ќе биде можеби студено, но ќе биде супер за трчање. Каков вид на трка е Струмина трейл, од аспекти на самата трка, од аспект на перформансите кои што ги нуди самата трка? Па се работи за ридски терен, не можам да кажам дека овде е планински, највисока точка е мислам под 700 метри надморска висина. Теренот е доста благ, питом и тоа е можеби една и од причините што луѓето се пријавуваат на оваа трка, а и исто така и голема сатисфакција за нас како организатори е што многу луѓе за прв пат почнуваат со трейл трчање токму со Струмина трейл. Значи ова е, да речеме, на
трка која што е препорачлива за сите кои што сака да навлезат, па всушност да своите први чекори да ги направат токму на Струмина траил. Па да, се работи за во споредба со останатите трки кои што ги имаме кај нас во Македонија, се работи за полесна трка и затоа луѓето го се нафаќаат на тој предизвик. Должината е 18 километри, што не е за подценување, но сепак теренот не е толку тежок, нема стрмни искачувања, стрмни спуштања, претежно се трча по мек терен, по кози патеки, по широк пат и тоа е тоа. Сега сме на тие 18 км од изминатите години, која е тоа време најдобро кое што го има оваа трка за да се стигнат тие 18 км во машка и во женска конкуренција? Минатата година, бидејќи имавме снежни услови, времињата беа доста поспори, но најбрзото време мислам дека е час и 30 минути за машко и час и 45 за женско. Меѓутоа ние не ги форсираме луѓето, може чисто некој да дојде да се испешачи патеката за 3-4 часа, зависно од нивните физички можности. Така битно е да се уживи во самата природа. Да. Сега од аспект на опрема која што можеби треба да ја користат оние кои што по прв пат би се пријавиле, ето со оглед на фактот дека во недела спомнав се дека и на самој ден ќе може да дојдат, што би требало да го имаат како опрема, ако сакате да дојдат да ја упатиме напел да ја појаснеме, што би требало да си поседува на себе, што би требало дополнително носат во себе за да можете да настапат на самата трка. Во текот на трката немаме наведено задолжителна опрема, но како препорачлива опрема секако би биле добри обувки, исто така да телото да биде покриено комплет, да не се трча во шорцеви, на кратки ракави, да се има некој шушкавец за заштита од ветер, можеби некоја капа, бандана, ракавици, и тоа оставаме на самите учесници, тие што се поискусни веќе знаат, тие што за прв пат учествуваат, генерално се тие работи, капа, ракавици, шушкавеци, тоа е тоа. Има ли некој можеби надпреварувач кој што доаѓа надвор од Македонија? Да, ова година имаме доста, да кажам, највеќе надпреварувачи исто така и како од Македонија, така и од странство. До сега имаме од Грција, од Косово, Србија, Шпанија. Се тоа се работи за по 3-4 надпреварувачи, не можеме да кажеме дека има некој квантитет, но супер, интересот е супер. Исто така тие најверојатно дознаваат од некои наши тркачи со кои што се во пријателски односи, така добриот збор мислам дека се слуша. Да. Сега во финишот на самата емисија и пред да ја започнеме емисијата разговаравме дека имаме се поголем број на трки кои што се организираат во Македонија. Колку тоа е можеби на квантитет или на квалитет се добива со самите трки? Колку тоа е плюс за еден ултрамаратонен за еден надпреварувач практично? Да, бројот на трките во Македонија бележи исто така раст. Имаме трки, да кажем, во секој регион на Македонија. Имаме Охрид, Прилеп, Скопје, Кочани, Битола исто имаме трейл трка, на Шара имаме, да кажем, цела Македонија е покриена со вакви трки. Сега имаме исто така и квантитет и квалитет во поглед на тркачите, исто така и во поглед на организација. Секоја трка си расте од година во година. Во поглед на тркачите можем да кажем дека се постигнуваат се подобри времиња, можеби благодарение и на тоа што, например, ќе дојдат некои учесници од други земји кои што се доста, да кажем, и поактивни, поспремни, кои што самите нас не влечат да тренираме и подобро и да бидеме се подобри и да се стремиме кон се подобри времиња. На крајот само да потенцираме недела кога стартува трката и каде надпреварувачите треба да пристигнат? Стартот во недела е во 10 часот, но би препорачал да бидат најкасно до 9:30. Стартот е пред средното медицинско училиште и се трча низ некои, да кажем, штипски предели како што се чешмата Курбунар, ридот Клисебајер, село Липовдол,
Лјупчова чешма, Струмина чешма и повторно финишираме кај средното медицинско училиште. Значи се врти еден круг и се доаѓа пак назад на стартната точка. Да. Јас ќе се заблагодарам за прифатената покана за разговорот, ќе ви посакам успешна организација, да се погоди во времето да биде и сите ете да ја финишираат оваа трка и еве во оваа прилика ги повикувам сите оние кои што се уште размислуваат дека можат и да се пријават, меѓутоа и на самиот ден да дојдат порано, ете околу 9 часот нека дојдат и порано да се пријават и да земат учество и да навлезат во овие води од спортскиот живот, јас би рекол. Да, благодарам и се гледаме во недела. Почитувани гледачи, ова беше се од ова издание на спортскиот магазин Трибина. Ви благодарам што не следевте и ова вечер. Останете со програмата на М-нет телевизија.